Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во првата епизода од новата емисија на телевизија Сонце во ритмот со пулсот на градот и се надевам дека секој понеделник ќе го задржиме вашето внимание со сите оние теми кои што ќе ги обработуваме, со сите мои соговорници кои што ќе бидат во студио, а се надевам дека ќе обработиме убави теми, ќе ни гостуваат интересни гости, значи ќе дознаеме нешто повеќе за сите оние проблеми со кои што се соочуваат граѓаните во секојдневието, значи некои актуелни настани кои што ќе се случуваат, а зошто да не и по некоја од јавните личности кои што имаат што да кажат нешто ново. Во оваа прва емисија вака некако би го најавила она што следува. Значи сите ние поминуваме еден период на детство, па потоа поминуваме период на образование, основно образование, потоа средно образование, па факултет, па некој магистарски, докторски, меѓутоа доаѓа еден период кога сето тоа образование треба да вложиме труд, да работиме, да заработиме средства за да го минеме секојдневието, а потоа доаѓа еден период кога веќе ќе дојдеме во доба каде што треба да појдеме и во пензија. Секако дека тој период некако најмногу треба да ни донесе големи бенефити кога станува збор за пензијата, да имаме добра пензија, за пак да ни ги овозможи сите оние потреби кои што ги имаме, кои што ги имаат пензионерите или пак оние кои што ние понатаму ќе отидеме во пензија, кои што ќе треба да ги имаме. Ете, некако мислам дека најавив ќе говориме за пензионерите, за нивниот живот, за сето она што е актуелно, што го работи Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, кои се активности ги имаат. Мојата соговорничка е веќе во студио, веќе втор мандат, уште година и пол ќе заврши втор мандат, значи што втор мандат тера, значи успешно го сработила првиот и се надевам дека и она што ќе го говориме ќе каже самата што се случило во нејзиниот мандат, кои се промени се случиле и сите актуелни работи кога се однесува за доброто на пензионерите. Господја Станка, ви благодарам што еве сте мој прв гостин во емисијата во ритмот со пулсот на градот и што одвоивте време еве да поразговараме малку за највозрастната популација. Така е, и највозрастната популација си има свое место и значење. Вие многу убаво кажавте во најавата за развојот на една личност, но секако дека сте во право кога станува збори за пензионерите, но и тие кога ќе остварат право на пензија, не се пензионират од општеството, туку си бират живот и иднина. Односно, тие бират активно трето доба и на почетокот исто така сакам да кажам дека пензионерот е навистина личност која што работела, заработила, создала и потоа силно се вклучува во активностите на третото доба за да има активен живот, бидејќи физички активен човек ќе може многу полесно да ги извршува сите своји задачи кои што се пред него. Така. Инаку Сојузот на Сдруженија на пензионери, почитувани гледачи, е невладина и неполитичка мултиетничка асоциација во која што членуваат 53 здруженија на пензионери кои што се доброволно здружени заради, како што кажа и претходно господја Станка, заради заштита и унапредување на заедничките цели и интереси на корисниците на пензија во Република Македонија. Господја Станка, после 73 години, вие во 2019 станавте прва жена која што е на чело на Сојузот и како председател, нели? Какво беше чувството кога почнувавте, еве са малку да ве навратам назад, бидејќи после 2 недели од кога бевте председател, ми бевте во гостинка во една емисија исто на телевизија Сонце. Па морам да ви кажам дека беше тоа предизвик, нели, затоа што сепак прв пат на една таква граѓанска асоциација која што еве сега прави 79 години да има жена председател. Може би тоа било резултат на структурата на пензионерите на времето, нели,
Меѓутоа, како што нели се е диалектика, се менува, па така се прифати и жена да биде председател на Сојузот. И јас мислам дека, како што вие впрочем рековте, дека Сојузот е граѓанска, политична и мултиетничка асоциација, која што нели пред се како задача ги има остварување на целите и задачите утврдени со статутот на Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија, и тоа со цел да се пред се нели работи на подобрување на материјалниот статус на корисникот на пензија, понатаму нели и на сите други мерки кои што се надвор од пензискиот систем, а се многу значајни и релевантни за подобар живот на пензионерите, а тука станува збор за бенефитите, за правата од доменот на здравственото осигурување, од социјалното осигурување, од социјалното, би рекла, домување. Тука е несомнено многу битна и социјалната димензија. На прашањето ваше, што јас направив од 2019 година, тоа најдобро е ќе говорат другите кои ќе ги прашате. Меѓутоа, она што јас го започнав, а тоа е да работам правилно и законито и нормално, согласно Законот за Сдружение и фондации. Сојузот како еден повисок облик на организирање има за цел нели да покренува иницијативи, предлози за вклучување во придонесување на законските решенија и да влијае на политиките што се однесуваат на возрастната популација. Мислам дека во овој период секогаш, во секое време, по повеќе пати се покренувале такви иницијативи и за волја на вистината, реално да кажам дека во делот тие ние сме успеале, оти знаете, некоја работа ако зависи само од вас, вие ќе можете многу брзо и подобро да ја завршите, меѓутоа ако таа зависи од други субјекти, тогаш секако дека нели тука веќе резултатот не е исклучиво ваш, туку тоа е комплексно прашање и еве, например, за илустрација само ќе ви кажам дека Сојузот 1-2 години наназад се залага оној лимит што е за ослободување на пензионерите од болничка партиципација. Веќе од 1-2-3 години наназад изнесува 18.000 денари и ние неколку пати покренуваме такви барања до Советот за социјална сигурност и до другите надлежни државни органи, тој лимит да се покачи, бидејќи со зголемување на пензиите со 5.000 денари и сега со 1.000 денари веќе нема корисник на пензија кој користи болничка партиципација де факто. И затоа тука нели верувам дека таа работа ќе се реши во интерес на пензионерите и тој лимит ќе се покачи, кој ние бараме да биде барем до 25.000 денари. Така. Кога говоревме тогаш, начнавме едно многу важно прашање, така речено, во однос на партиципацијата да биде укината за сите пензионери. Докаде се тука, бидејќи тогаш рековте дека малку повеќе ќе поработите на овој проблем, па дали веќе имате некои преговори, разговори со фондот, со нели оние кои што се задолжени за тоа да го реализираат? Таа тема и тоа прашање си останува. Така. Значи и тогаш. Значи се уште и тогаш, и сега ќе кажам дека порано пензионерите биле ослободени од целосна партиципација, значи од диагностика до болничко лекување. Така. Меѓутоа сега тоа не е случај. Тоа е она за што пред малку говорев. Само се ослободени оние пензионери кои што имаат пензија до 18.000 денари. Меѓутоа, тоа не значи дека ние нема да продолжиме и понатаму да се бориме на овој план. Меѓутоа, мислевме дека сепак, нели, знаете што,
и пензискиот систем, и здравственото осигурување. Сето тоа се области кои што зависат од моменталното општествено и економско милје. И ние затоа, нели, одиме чекор по чекор, со тоа што сметаме дека ќе дојде време кога и оваа право ќе се даде на пензионерите, бидејќи точно е тоа, сите пензионери, стари лица, над 65 години биле ослободени од секаков вид на партиципација. Памтам јас едно време, нели, кога никој не плаќаше, не само пензионерите, навистина се надеваме дека тие времиња такви кои што навистина беа во корист на сите, не само на пензионерите, ќе се вратат, се надевам. Сигурно. Секогаш треба да мислиме оптимистички, секогаш треба да мислиме подобро. Ние како граѓанска асоциација, во која што, како што рековте, членуваат 53 здруженија, здружени на доброволна основа, тие си ги искажуваат нивните барања, бидејќи преку представниците на здруженијата се формираат и органите на Сојузот, а здруженијата на пензионери, основната законска премиса децидно е прифатена и во статутот на Сојузот, каде што здруженијата се самостални правни субјекти и меѓутоа тие, нели, самостојно си го уредуваат нивното внатрешно уредување, нивната внатрешна организационна поставеност, меѓутоа кога станува збор за некои заеднички прашања, тие се решаваат и на ниво на Сојузот како повисок облик на организирање и тие, нели, одлуки и прашања заеднички се од заеднички и од императивен карактер, како за Сојузот, така и за здруженијата. Каква е соработката со здруженијата и со Сојузот? Колку сето она што, нели, се случува, оние активности што ги имате во однос на оние членови или пензионери кои што се вклучени во различни активности, тука спаѓаат, нели, спортски надпревари, имате разни секции, мислам дека има хор, нели, така натаму, па некои работилници, сите оние вешти жени кои што имаат некој, како да кажам, талент, па да си го да си го негуваат и на некој начин да им биде поубаво действувањето во секојдневието како пензионери. Значи, каква е соработката меѓу Сојузот и здруженијата? Можам да кажам навистина дека е на едно високо ниво, а таа може да се согледа преку нашиот вестник Пензионер Плюс, бидејќи ние како граѓанска организација сме препознатливи по издавање на вестникот Пензионер Плюс, каде што... Кој што долго време се издава. Долго време и е бесплатен во 6000 примероци, се дистрибуира до сите здруженија, односно до нивните ограноци, и таму е преточен целокупниот активизам пензионерски преку здруженијата, и здруженијата не само што е воспоставена интеракција меѓу Сојузот и здруженијата, туку и меѓу самите здруженија, бидејќи тие и преку склучување на меморандумите, а и преку нивните средби и преку следење на Пензионер Плюс, а едни од други креираат и што повеќе нови активности, значи покрај овие традиционални активности кои што постојат од почетокот, спортските и културно-забавните, секако дека се развиваат и други активности кои што се одраз на денешното актуелно време. Например, вие денеска ќе сретнете и во здруженијата и во Сојузот поддршка на издаваштвото и издавачката дејност. Тоа е една активност која што е на едно повисоко скалило. Вие со тоа ги поддржувате пензионерите во третото доба, тие да творат, да пишуваат, да сликаат, а истовремено, значи, да ја надминуваат осоменоста, анкциозноста, да имате поврзаност едни со други во групата, и тоа е, значи, преку тоа фактички се согледува и се назира што е она што најмногу е потребно на пензионерот. Покрај ова, несомнено, и добро е да истакнам дека не заостануваме во делот на хуманитарната димензија, која што се
нормална и потребна е таа инклузија и на Сдруженијата и Сојузот да се помага на пензионерите, а тоа Сдруженијата го прават според своите можности. Тие не преферираат да бидат центри за социјална работа, туку тие се вклучуваат онолку колку што тие можат. Иако ви кажам дека кога беше пандемијата, најмногу си помогнаа самите здруженија. Самите пензионери, бидејќи а потоа се вклучија општините на локално ниво и државните органи. Вестникот Пензионер Плюс одигра голема улога. Тогаш, иако имавме неколку часа на располагање, па дури некојаш моравме инкогнито да се најдеме за да можеме да го издадеме Вестникот Пензионер Плюс и да им кажеме на пензионерите што треба да прават во ова време, бидејќи тогаш тие беа многу осамени, не смеја да излезат, не може да се ги видат своите внуци, а Вестникот Пензионер за нив беше светлина и контакт со светот. Така. И сега да ми кажете, бидејќи од оние онаа бројка пензионери која што е нели евидентирана во системот, колку од нив се активни и членуваат во различни секции, доаѓаат во здруженијата и така натаму. Така. Она што за нас е многу важно како Сојуз и јас постојано како председател на Сојузот апелирам да се пензионерите вклучуваат во Сдруженијата на пензионери, иако да бидам искрена, бидејќи сите сме го поминале тој пат, во почетокот кога ќе се пензионира пензионерот, мисли дека се уште не му е време тој да влезе во Сдруженијето на пензионери. Една работа. А втора работа, пред да оди во пензија, си го поставува прашањето што ќе правам јас, ќе имам многу слободно време, а на работа веќе му се ближи периодот за пензионирање, а веќе неговото значење опаѓа, нели не е како што е во почетокот или во средината на неговиот работен век. Тука е Сдруженијето на пензионери и тука треба да се развива, нели, и привлекуваат пензионерите и да се афирмира дека влегувањето во Сдруженијата на пензионери може само да биде од нивна корист, бидејќи тој таму ќе си одбере една од активностите според неговиот афинитет. Јас за илустрација ќе ви кажам еден пример. Кај мене дојде една пензионерка, што туку пензионирана, и ми вели, јас многу пеам. И сакам да се вклучам во некое здружение за да учествувам на вашите реви, на песни, музика и игри. Јас кога бев мала, пеев само во хоровите, на некои такви училишни приредби, меѓутоа татко ми, родителите мои, никако не може да сватат дека јас можам да бидам пејачка, што видите колку сега времето е изменето. И сега вика, сега сум слободна, децата порасна и јас сакам тој мој талент да го изнесам на виделина. И нормално дека епилогот беше позитивен, ја вклучивме во едно здружение, каде што навистина се вклучи и еден беше од поубавите гласови во составот на хорот на едно здружение. Мислам дека и многу од оние кои што одат во пензија, кога имаат некоја таква дарба за некоја уметност, дури тогаш некако, бидејќи веќе имаат повеќе слободно време, па некако тогаш сакаат да му посветат внимание и тоа е добро да е така, нели? Што повеќе да оние уметности што ги носат во себе, ако не успеале додека работеле, да почнат да ги реализираат кога веќе ќе се пензионираат. Кажете ми како изминатиот викенд имавте нели некои надпревари, како помина? Па да, имавме ние голем настан, тој се повторува секоја година. Тоа се републички спортски надпревари, кои што се случија по 29 пат, на кои учествуваа 40 здруженија од вкупно 53 членки, со 328 учесници, пензионери, спортисти, каде што беа вклучени 196 во машка и 132 пензионери во женска конкуренција. Можам да кажам дека тоа е да речеме една активност која што малте не постои од постоењето на Сојузот, бидејќи
пензионерот јас сватил она значајна премиса во здраво тело, здрав дух и затоа се вклучуваат и помлади пензионери и тие ги практикуваат 11 дисциплини кои што нели сега се ги има и се одвиваат, за разлика од времето кога прв пат започнале спортските надпревари во 1996 година, кога пензионерите само спортувале во 3 дисциплини, а тоа е шах, пикадо и стрелаштво. Тоа се надпревари посвечен ден, не знам дали има од републичките спортски надпревари. Знам дека тој еден голем настан. Тоа е Македонија во мало. Оваа година имаше и исто така едно специфично обележие, бидејќи ни дојде претседателката на Сојузот на Сдружение на пензионерите на Словенија, Зdenka Јан, и нејзиниот подпредседател, а исто така чест и задоволство ни беше што ни присуствуваше и амбасадорот од Словенија во Македонија, кој во неговото обраќање, меѓу другото, даде предлог, па зошто да не наредната година пензионерите од Словенија да дојдат да се надпреваруваат со македонските пензионери. Беше со аплауз тоа прифатено и ја верувам дека ќе може и да се реализира. А инаку во доменот на она друга традиционална активност, тоа се ревиите на песна, музика и игри. Исто така се основна мисија на пензионерите, која што посебно еве и јас откако сум и пред тоа, бидејќи не почнал светот со мене, се негува зачувување на нашиот национален фолклор, буквално на целата содржина на националниот фолклор, кој што е лепеза од песни, музика, носи накид легенди, поговорки и така натаму, и овие наши ревии секоја година се одржуваат во 8 региони, на кои што учествуваат здруженијата на пензионери, а претходно тие се подготвуваат, нели, што значи имаме активизам и пред тоа, за да на крајот се изберат 25 најдобри здруженија кои ќе учествуваат на Републичката ревија на песни, музика и игри. Од тие 25 здруженија, а од негувањето на овој национален фолклор, Сојузот на Сдруженија на пензионерите пред се доби и карактер на организација граѓанска од јавен карактер и ние сме 6-та организација во државата со таков статус. Овие наши пензионери од тие 25 здруженија, од нив се избраа 2 најдобри здруженија кои што секоја година традиционално се бират и не представуваат на фестивалот Трета доба во Љубљана на фолклор. Што значи тоа? Тоа значи дека ние не само што го негуваме нашиот фолклор тука внатре во рамките на нашата држава, туку ние сме и амбасадори на представување на нашето убавина, на нашиот фолклор, на нашиот идентитет, на нашето постоење и надвор од нашите граници. Еве да ви кажам, утре е 29-ти и издруженијата од пензионери од Куманово и од Крива Паланка тргнуваат за Љубљана, каде што претседателката Зdenka Јан со одушевување ги очекува, а јас сега во оваа прилика би сакала да им пожелам среќен пат и убав успех. Така, среќен пат и од целата екипа на телевизија Сонце, и убаво да си поминат и нели да постигнат оние успеси кои што ги посакуваат. Покрај сите овие работи, исто така организирате и голем број средби, собири во разни излетнички места. Присуствуваат голем број на пензионери. Како се организираат, кој ќе оди, како ќе оди? Значи, како оди таа организација? Понекогаш слушам од некои, да кажам, комши, некои пензионери, па не можеме ние сите да отидеме. Зошто е тоа така? Како се бира кој ќе оди? Видите, за сите тие активности, било да се работи за екскурзиите. Екскурзиите е една активност која што многу ја сакат пензионери. Така, да. Како се одлучува кој ќе оди? Само дозволете. Многу пати ги критикуваат пензионерите и здруженијата. Пензионерите сакат само да шетаат и сакат да одат на екскурзии. Меѓутоа, јас би рекла дека екскурзиите имаат повеќекратно значење, навистина повеќекратно значење, бидејќи преку тие активности на пензионерите им се овозможува на голем дел од нив прв
пат во својот живот да видат некое место И во тоа е на нашата вистина држава. така, да. Не да е вистина, туку е голема вистина. Мојата братучетка мен ми вели, ако не беше Сдруженијето на пензионери Така. во Кубаново, јас немаше никогаш да го видам Охрид. И така натаму, значи им се возможува на пензионерите кои што го завршиле својот работен век, а не можеле и немале, а сега нашите здруженија се трудат тоа да го организираат, да речем да најдат такви проекти и начини за да тоа биде приемчиво за нашите пензионери, и мислам дека тука не само што се надминува анксиозноста, депресијата, осаменоста, а тој ден не им требат лекови, тој ден е ден за поздравување и ден за ракување и се многу задоволни. На прашањето како да се одвиват, како тоа функционира, било да се работи за социјалната димензија, за хуманитарните давања, било за овие, да речам, организирани, организирани средби, а бидејќи ги има од повеќе видови, тука ги имат и пензионерските клубови, за се постои правна рамка. Така. Значи, постои регулатива, Добро. бидејќи здруженијата си ги носат своите акти во зависност од нивните можности, Така. од нивната средина и врз основа на нив си ги извршуваат и тој дел од своите задачи. Што се Кој е условот? Само морам малку да ве прекинам, да. се, ако прекинете ме, нема проблем. Различити се условите. Треба да бидеш зачленет во здруженијето, тоа или не може без само... тоа. Значи мора да се биде зачленет, добро. императив е Тоа да биде малку да ги пензионерот информираме, член да на знам. здруженијето. Добро. Доколку тој не е член на здруженијето, тој не може да ги користи бенефитите во здруженијето. Добро. Значи треба да биде член во здруженијето. Потоа, здруженијето има активен член, така? Активен член да биде. Само член, здруженијето добро. ги точно, не мора да биде активен член. Тој може само да се, значи има дистинкција се прави меѓу оние што се директно, да речем, активни во тие активности, има обичен член, меѓутоа и тој има право да ги користи одредени активности. Како што прочем рековте вие за овие средби, пикник средби, како ги наречуваме, средби на зелено. Тука е зошто Сојузот нив ги поддржува? Ги поддржува затоа што таму може да отиде секој пензионер. И тоа се масовни средби. Сега вака да разграничиме, за да биде јасно до оние кои што не следат, а нели повозрастните сакаат малку подобро да им објасните за да го разберат. Значи, овие излети што ви кажувате, може да појде таму секој пензионер, без разлика дали е член или не е член на здруженијето, или мора да е член? Мора да е член. Добро, значи да потенцираме до оние повозрастни кои што не следат, а не се членови на некој од здруженијето во нивната општина, така, да појдат, да се пријават и да тие треба да се членови на здруженијето. Сега дали не се во тоа здружение, тука да речеме многу пати се случува едно здружение да организира некои средби, меѓутоа нема голем број ово она, според мене нема никаква пречка да се вклучи и член од некое друго здружение. Битно е тие да се членови на здружение. Тоа говорам, оние кои што не се членови, а сакаат да ги искористат овие бенефити за кои што говориме. Мислите во конкретното здружение не се членови? Во општо, во секое здружение, ако не слушаат, ако не... Член треба да биде, за да може да ги користи бенефициите, бидејќи тие тој ги користи лично, ги користи за членовите на неговото семејство, тој има право, кога, да речеме, бара некој кога дава здруженијата парична помош. Така. А тие ваучари, помошна помош. Значи мора да биде регистриран во здруженијето, така. Прво тоа е регулирано. Кој ќе ги користи тие бенефити? Так. Дали ќе се дава само на пензионери со најниски пензиски примања, или ако здруженијето располага со повеќе средства, ќе може да опфатот да биде и на пензионери со повисок износ на пензија. Понатаму здруженијата дават соопштение дека од септември или не знам ја, ќе започне поднесувате барања, ќе започне нели да се признава тој надоместок на пензионерите и истовремено кои документи, кои докази треба да ги приложат за да си го остварат своето право. Тие
исто така може да реагираат и многу пати и тоа се случува, каде што здруженијата се должни да им објаснат, бидејќи нели сите не ја знаат регулативата, а буквално дословце каква е Точно здруженијето, така, да, и нашите да здруженија се информираме. имат обврска да им објаснат зошто, да речеме, тој пензионер оваа година не добил може тоа одреден да паричен биде. надоместок. Така, или нешто друго. Инаку она што ние пледираме како Сојуз, кога се оди на тие екскурзии, да се внимава да не одат се истите пензионери и тука ги критикуваат. Тоа ми беше, и тука ги Значи, критикуваат сепак здруженијата, значи треба да се одата, внимава. Да, одата као се истите пензионери. Еве, да ви кажам, пред 3-4 дена имав средба со едно 5 здруженија кои меѓу себе се збратимени. Што е добро, нели, тоа значи едни меѓу другите да ги користат своите искуства, Така? а едните од другите да преземат она што е корисно, а што не го имале до сега. Тоа беше како иницијатор на таа средба беше Сдруженијето на пензионери од Ѓорче Петрово, беа присутни од Зибава, од Тетово, од Битола и така на таа средба токму така стана збор за оваа тема, дека треба да се трудиме прво да привлечеме повеќе нови пензионери, да ги вклучиме, да ја афирмираме целокупната таа, да речеме, лепеза на активности што ги има во здруженијата и секако да се трудиме, ако некој има тие во нивните акти напишано дека ако си бил минатата година, оваа година предност ќе се даде. Значи треба малку и да се внимава, така кој ги користи тие бенефити и да може нели сите да го. Немам уште многу време, некако многу брзо помина време сам за разговорот, а сакам да опфатиме два сегменти кои што се многу важни. Постојано се говори нели дека треба да се покачат пензиите, еве сега во септември нели се покачува 1000 денари, иако јас лично сметам дека тоа е малку. Како вие тука ги, како да кажам, со оние кои што се одговорни за ова, дали настојувате да биде тоа повеќе, бидејќи знаеме колку пати кога се прашуваат пензионерите дали ви е доволно буџетот нели кој што го имате, дали можете да го поминете месецот, сите се жалат, особено оние кои што имаат, ајде да речеме, најниски пензии. Може ли јас како председател на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија да кажам дека не треба да се зголемуваат пензиите? Да, меѓутоа во однос на висината. И дека не треба да се бидејќи сето тоа е во насока на подобрување на материјалниот статус на корисниците на пензија. Видите дали е тоа доволно. Знаете зошто ви го велам ова, извинете што ќе ве прекинам. Заради тоа што на вистина секојдневно еве и ние што работиме и што земаме плата, не стигнуваат парите. На вистина премногу високи се цените. И за секојдневието, за храната, сметки, еве повозрастните дополнително лекови на вистина не достигаат пари. Така, ако ми дозволите, значи сега пензиите и со овие 1000 денари можам да ве информирам дека просечната пензија сега изнесува 27.166 денари. А најниската? Дозволите, во однос на учество во просечната плата е веќе 60,2. Тоа е тој сооднос представува мерило за вредноста на пензијата. А во пензискиот систем, доколку пензијата е над 60%, веќе станува збор за оптимална заштита добра на корисникот на пензија. Најниската пак пензија сега со овие 1000 денари достигна 19.820 денари. Нели беше 18.000, сега 19.890 денари. Тоа е нормално износ кој што го користи голем број на корисници на пензија, а инаку според структурата на вработените и на корисниците на пензија, зошто е важна пензионерската популација многу? Па да, затоа што од структурата на вкупното население пензионерите учествуваат со 18,9. Значи станува збор за една огромна со право за една огромна целна група кој податок и која појава не е за занемарување и нормално дека тука се става фокус. Нели, прво, ние делуваме како граѓанска организација, а исто така, нели,
заштитени се пензионерите и со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, но секогаш нели се следи какво е нивото на висината на пензиските примања и адекватно на тоа така и се реагира за да нели сепак ние па и властите она што најмногу треба да се обрне внимание е какво ќе биде нашето системско решение за усогласување на пензиите. Тоа сакав и да ве прашам, дали е добро да биде линеарно или бидејќи нели линеарно ако е тие што се со помала пензија ќе добијат 1000, тие што се со како е подобро да се регулира тоа? Некако ми се чини дека не им се допаѓа линеарното зголемување на пензионерите во однос на пензиите. Законодавецот за тоа се произнел. Значи се произнел законодавецот со тоа што со последните измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување утврдил дека членот 37 каде што е регулирано системското усогласување на пензиите 50 со трошоците на животот и 50 со порастот на платите, утврдил дека тоа системско решение ќе се применува, односно се става вон сила, се дерогира до март 2026 година. Тоа со други зборови што значи дека понатаму останува може и да има и промени. Понатаму останува да се применува до сега системското решение вградено во Законот за во членот 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Така. Се разбира доколку не настанат некои промени на тој план. Секако дека прашањето на усогласување на пензиите, тоа е многу важен институт во пензискиот систем, затоа се постојано тој следи и нормално дека сега работната група која што ја има определено владата за реформи во пензискиот систем ќе обрне внимание и на институтот усогласување на пензиите и верувам дека и него ќе го одреди и ќе го димензионира, бидејќи секоја земја си го сама утврдува пензискиот систем. Нели? Секоја земја си го одредува својот како е во Србија? Систем усогласувањето е според порастот на трошоците на животот и порастот на платите во Србија. Значи, во Хрватска е така. Не е како кај нас, поинаку е? И нормално дека таа работна група кога ќе работи на токму на темата усогласување на пензиите, што е многу важна, дека ќе ги има предвид постулатите на пензискиот систем и така ќе го димензионира и ова право. Так, според она како што јас размислувам, еве, нели, јас сум еден иден пензионер, се надевам, нели, ќе дојде и тоа време кога ќе треба да ги собираме бенефитите од она што сме го работеле, би требало, нели, оние кои што земаат помали пензии да им се покачуваат повеќе пензиите, а на оние кои што земаат повисоки пензии малку помалку да им се покачуваат, бидејќи тие секако земаат големи пензии. Моето размислување, се надевам дека во иднина можеби така ќе се практикува заради тоа, нели, да нема толку ниска пензија како што ја потенциравте. Добро, бројката, вие цифрата. Малку паднавте во контрадикција, морам да кажам, бидејќи од една страна рековте дека нели не се согласувате докрај со постојање на линеарно согласување. Така, не, јас реков дека забележуваат. Вие може би размислувате да се најде таков некој модалитет па да се измисли некој баланс, а тоа може да се направи. Така, мислам дека тоа би било најдобро. Може да се направи бидејќи како што впрочем пред малку реков, значи секако треба да се има висината на пензиите, како растат пензиите од најниските до највисоките и дека може во законодавецот да предвиди и дегресивно усогласување на пензиите, ако во одредени периоди имате вие голем раст на трошоците на животот, да предвиди такво дегресивно усогласување и само одреден период, додека е тој раст голем, да даде некој од вкупното усогласување некој повисок процент на помалите пензии. Тоа е работа на која што верувам ја дека ќе се посвети големо внимание на па и младите, како што вие рековте, и јас ќе бидам иден пензионер сум, сите мислат дека староста е далеку, но таа брзо доаѓа. Затоа кога бевме, ова е интересна
околност што сакам да ви ја кажам, кога бевме на еден меѓународен состанок во Љубљана, ние како Сојуз на 11 и 12 јуни оваа година, со 5-6 земји имаше таму средби на тема реформи во пензискиот систем, а и меѓу другото не само во рамките на пензискиот систем, туку и надвор од пензискиот систем на регулативата и се донесе резолуција која што ние сите учесници ја потпишавме, а што беше главната поента? Главната поента беше дека треба да се воспостави поголема соработка помеѓу возрастната популација и помеѓу младите луѓе, бидејќи според нивно убедување, бидејќи тука имаше европски земји, законите ги прават помладите луѓе, а тие докрај не ја знаат потребата, чувствата на старите лица и дека на тој план треба малку повеќе да се работи и на крајот завршува со немојте ништо за нас без нас. Да го преведам поедноставно, не ги правете законите што се однесуваат на нас пензионерите, без нас да не консултирате. Исто така би сакал уште еден момент да напоменеме, немам уште многу време, ама кратко, бидејќи кога ми гостувавте тогаш се јави една пензионерка и кажа дека таа не може поради здравствени причини да дојде ни на некои настани, ни на некои надпревари да учествува во било каква секција, затоа што или некој нема пари, некој можеби не е толку подвижен, па дали успеавте во меѓувреме да направите, како ги кажавте тогаш, само да се потсетам да не сгрешам, социјална, хуманитарна страна да се активира на здруженијата за да им помага на некои такви пензионери кои што не се во можност. Таа социјално-хуманитарна страна е во подем. Значи се развива таа страна, се помага на пензионерите точно на овие за кои вие говоревте. Разни се начините на помошта, но она што е најважно и што ние го поддржуваме е поддршка на осамениот, на стариот пензионер, а секој огранок во секое здружение е должен да води сметка за сите пензионери што се болни и што се над 80 години и нив да ги посетува и да им помага. А пак за пензионерите во рурални средини, каде што нели тие се сосема осамени заради иселување на нивните деца, да се обрне што поголемо внимание. На тој план се работи, како што работат нашите здруженија, да ви кажам така, нели и од страна на државата има социјални сервиси кои им помагат на пензионерите во домашни услови, макар да таа работа до крај не е системски уредена, повеќе се работи за некои пилот проекти, но сепак е една нова форма, нов облик на помош на пензионерите и да, имате право, можеби со право се јавила таа пензионерка. Пензионерите наши својата активност мора да тука проактивно да делуваат и посебно да се изрази таа активност во ограноците. Бидејќи во ограноците сите здруженија има своји ограноци. Тие најдобро се ги знаат своите пензионери. Тие се ги знаат соседите. Треба малку повеќе фокус на тоа. Треба малку повеќе да се помага. Ние развивме еден проект волонтерство, кој проект морам да кажам дека сосема не заживеа, каде што идејата беше оние пензионерки кои што се помлади, семени пензионерки, да направим еден пилот проект да почнат нашите здруженија да прават, каде што ќе ги посетуваат овие пензионери без никаква партиципација од страна на пензионерот, што е многу корисно. Таква една работа постои во општина Центар, да ви кажам, меѓутоа тоа е од едно сосема друго здружение и помош во домашни услови, за да биде пензионерот што поблиску до неговата фотелја, поблиску до своите роднини, до своите пријатели и така. Мислам дека вие кога имате состаноци или некои средби со одговорните претседатели на здруженијата, можеби ќе треба да им посочите тоа да го стават повеќе во фокусот, бидејќи навистина има доста такви кои што навистина не може да бидат активни. Постојано е тоа во фокусот, перманентно се говори на таа тема. Таа тема никогаш не е исцрпена. Дури за руралните средини, она што многу важно е истовремено делување на теренски доктори подвижна аптека. Од еден пензионер кој што живее сам, болен. Точно така, да. Ако во исто време не функционира подвижната аптека
и теренскиот доктор, вие не сте ја завршиле работата. Затоа што докторот може да го препише на него лекови, но кој ќе му ги купи на него, кој ќе му ги обезбеди? А ако има подвижна аптека, работата до крај сте ја завршиле. Значи, видите, за пензионерите тоа е возрастна популација која треба да се животот на нив гледа од повеќе аспекти. Тие додека имат психофизичка способност, нормално можат и сами да се ги обавуваат своите обврски, да живеат и убаво, релаксирано, да го користат тој период на слобода, меѓутоа како што одминуваат годините, нормално дека има потреба и од тоа социјално домување на пензионерите, кое што за жал кај нас има дефицит од државни старски домови, каде што не знам, ја можда 40 години и повеќе не е изграден ни еден државен старски дом, во Скопје има 90.000 и повеќе корисници на пензија. Јас верувам дека сега се менуваат условите и дека по општините ќе се градат некои магломански старски домови, може да се градат и помали, каде што ќе се решава ова многу значајно прашање и на локално ниво. Било тоа да се работи за соби, било да се работи за старски домови, а прашањето пак на гериатријата е многу горливо и во овој момент, бидејќи пензионерот ќе остане во старскиот дом до некое време, меѓутоа на крајот тој не може таму исто така да остане и ќе мора да биде сместен во гериатрија, каде што се чувствува во ова време недостиг, дефицит и се чека и има огромна листа на чекање на сместување на пензионери. Да, јас да се поправам во однос на пензијата линарно, значи она што јас го кажав како вториот, а не сакаат на сите да им се покачува по 1000 денари. Значи јас малку ги во разговорот ги побркав по имите. Добро, се разбравме и разбравме зашто станува збор, значи пензионерите не се согласуваат на сите да им се покачува по 1000 денари, него да биде според она како што кажав јас. Има дивергентни мислења, има различити мислења, да се разбереме. Има различити мислења. Некако логички ми е така како што го кажав јас, оној предлог кој што се совпаѓа со тоа линар. Нема врска, се надевам дека нема да ме забележат гледачите. Кога емисија во живо, кога сакаш повеќе работи да кажеш, се случува да се збуниш. Уште година и пол сте во овој втор мандат, на што ќе се фокусирате? Па видите, секоја година, значи секоја година... И дали ќе се кандидирате? Секоја година се прави програма. Јас секоја година се трудам да направам што посодржајна програма. Програма која што Здруженијата ќе ја прифатат, односно пензионерите членки во Здруженијата, сето тоа да биде во нивни интерес и верувам дека тоа до сега сум го постигнала. Не само јас, со соработка со сите ваши органите на Сојузот, бидејќи во органите на Сојузот партиципират и представници од Здруженијата на пензионери. Тие каде што се донесуваат одлуки. Тие точно Здруженијата на пензионери си предлагат своји представници, ги делегираат во Сојузот и тие учествуваат во органите, во комисиите во Сојузот и тие на тој начин имат можност и непосредно да учествуваат во донесување на одлуките и нормално дека тоа се детерминанти кои го одредуваат и карактерот на Сојузот. И сега, дали јас ќе се кандидирам, дали и понатаму како председател на Сојузот, се уште рано, а мислам дека е многу потешко вие да се кандидирате втори или трет пат, бидејќи на вистина зад себе треба да оставите резултати. Само резултатите ваши, односот ваш кон Здруженијата, кон пензионерите, кон оваа функција која што вие општествена ја обавувате, која е многу значајна, ќе бидат детерминанти, ќе бидат услови кои што ќе ви го дадат правецот што треба вие да направите. Само уште едно прашање за крај, дали ќе го фатите оној 80 години ми се чини? Јубилеот ќе го фатите како прв човек? Да, до година ќе биде. Нешто имате нека идеја, претпоставам. Како не? Тоа ќе биде јубилеј кој што нормално ќе биде обсмислено, а сега нели во глава ни е сценариото. Сценариото ни е, али ќе го направиме во почетокот на идната година. Се надеваме дека силно очекуваме и силно посакуваме покровител да ни биде председателката на
државата, Така, Гордана Силјановска, да, нормално дека ние нема да правиме некој магаломански, не знам, јубилеј, тоа ќе биде јубилеј кој што ќе отсликува нашата работа, ќе ги отсликува нашите натамошни правци на нашето действување како граѓанска организација, бидејќи така велат и помладите од вас треба да учиме, а ние велиме, па да, искуството и мудроста е кај постарите, кај помладите, нели, младоста и силата, но заедно сме посилни и ја верувам дека на тој јубилеј ќе има и реферати, ќе има и некоја културна точка, ќе има од сепо нешто. Да. И дека достоинствено ќе се одбележат 80 години на постоење на Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија. И ако ми дозволите, заборив да кажам дека на 20 септември ни беше денот на пензионерите. Така, да, точно, да. Слушнавте на 20 септември, кога се одржа и спортската пензионерска олимпијада. Пред секогаш, пред Републичките спортски игри се одржува денот на пензионерите во чест на 20 септември, тоа е ден на пензионерите на Македонија и на тој ден 1986 година се одбележили 40 години од донесување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, а тогаш и првпат бил јавно промовиран, инаугуриран и Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија. Так, ви благодарам многу за денес и посакувам успешно да го одбележите јубилеот, а секако ние сме тука за се што треба, нели, да информираме, да кажеме нешто повеќе, иако секогаш малку е време да се зборува за се она што треба, нели, да се каже за пензионерите воопшто и за работата на Сојузот. Ви благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам на вас и сум многу импресионирана од ова колку вие сте се интересирале за нашата област и дури и за онаа средба која што сме имале, не знам пред колку во години. 2019, да. Секоја чест. Да, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Ако беше така, тогаш се гледаме и во понеделник, точно во 17 часот на ТВ Сонце.